Мислам дека можеме да почнеме, Горан? Да, мислам дека е време. Ајде. Добар ден, добре дојдовте на денешниот вебинар. Денеска зборуваме на многу интересна тема, повторно поврзана со дигиталниот маркетинг. Ова е серијата вебинари која што ја правиме се со цел да споделиме знаење, а при тоа да помогнеме на многу мали бизниси, многу микро, мали па и средни бизниси, да работат поквалитетно со сите своји активности кои што се дел од дигиталниот маркетинг. Моето име е Горан Димитровски. Заедно со Ванчо денеска ќе направиме интересна комуникација. Како ќе работиме? Нашиот дел ќе го пренесеме во ова видео, а потоа сите ваши прашања кои што и за време на вебинарот ќе ги имате, можете да ги оставите во коментар, а можете да ни ги пратите и на мејл адресите кои што ќе ви ги покажеме во текот на овој вебинар. Многу е важно да бидете фокусирани на следниве 30 до 40 минути, за да можеме да ги добиеме информациите кои што за да можете да ги слушате информациите што ги имаме. Во денешно време е многу комплицирано да бидеме фокусирани на нешто, бидејќи имаме многу околу нас уреди кои што не деконцентрираат, не вадат од вниманието што сакаме да си го посветиме. Исклучете телефон или ставете на silent mode, тргнете се што е нотификација, фејсбуци, мејлови и така натаму. Фокусирајте се во наредниве 30 до 40 минути, за да можеме да имаме и понатаму квалитетна комуникација на ова или други теми врзани за дигиталниот маркетинг. Мојата компанија е Airtree Infomedia. Работиме на пазарот во Македонија повеќе од 15 години. Им помагаме на собствениците на различни бизниси преку различни наши медиуми, преку златна книга, принтано издание, печатено, преку веб страницата Златна книга zk.mk, еден од најмногу користените локални пребарувачи и бизнес листинзи во Македонија, со преку 230.000 уникатни корисници секој месец. Во нашите сервиси кои што се дел од нашето портфолио е и кол центар 1188, тоа е бројот што ги знае сите броеви во Македонија. И сите тие сервиси и вклучително Market Connect како marketplace, место каде што има комуникација помеѓу компании и купувачи за различни производи, за различни услуги и не само комуникација, туку и директна продажба. Сето тоа како сервиси имаат за цел, направени сме ги креирале за да помогнеме бизнисите подобро да ја презентираат својата понуда до купувачите, купувачите полесно да ги најдат бизнисите и нивните производи и услуги, а без при тоа да се користи агресивна промоција која што најчесто е и одбивна, посебно за крајните купувачи. Јас тука ќе запрам, ќе му дадам простор на Ванчо во овој прв дел од вебинарот да даде вовед на денешната тема и да ги каже сите типсови, совети кои што ги подготви за сите нас, сите вас денес. И ние како Airtree Infomedia доста учиме од Ванчо, кој е наш надворешен соработник, консултант, особено во овој дел на дигитален маркетинг, дигитализација и така натаму. Ванчо, еве на денешната тема, секако представи се за да јас не зборувам во твое име кој си, што си и така натаму. Јас кратко само сакав да ги поздравам сите присутни на овој вебинар и да ви закажам дека за 20 минути се слушаме пак со многу интересни информации за нашиот нов сервис кој што го воведовме на македонскиот пазар и постои веќе една година, а е со истата цел да помогнеме на микро, мали па и средни компании да работат поквалитетно дигитален маркетинг. Повеле, Ванче. Добар ден и ви благодарам на сите присутни на денешниот вебинар. Топ 7 предности од дигиталниот маркетинг
за вашите потрошувачи. Веќе традиционално ја правиме оваа серија на вебинари во кои што пред се разговараме за дигиталниот маркетинг и за продажбата, заедно со R3 Infomedija и со мојот гостин Горан Димитровски, лидер на проектот In1 MK. Јас сум Ванчо Костурски и ја водам All on Web Академијата за дигитален маркетинг и Агенцијата за дигитален маркетинг. Збор 2 за R3 Infomedija. R3 Infomedija 15 на години помага на собствениците на бизниси преку принт, онлайн, кол центар да ја презентираат својата понуда без агресивна промоција. И All on Web Академијата за дигитален маркетинг, која што е комбинација на онлайн едукација и практични hands-on вежби со цел што побрзо да започнете да работите и да креирате дигитален маркетинг. Во склопот на All on Web е и Агенцијата за дигитален маркетинг. За да го следите овој вебинар, ви препорачувам да ги исклучите вашите телефони барем наредниот сат, сат и половина, како не би имале прекини додека трае вебинарот. Сите ваши прашања можете да ги поставите во коментарите на кои што ќе се потрудиме да дадеме најсеопфатни одговори ја и Горан. Агендата за денеска, вебинарот е поделен на неколку делови. Првиот дел е воведот, па одиме веднаш на топ 7 предности од дигиталниот маркетинг за вашите потрошувачи. Горан вообичаено ќе ни каже збор 2 за проектот кој што го води, тоест In1 MK, платформата за дигитален маркетинг. Имаме неколку изненадувања, како што и вообичаено го правиме цело ова лето, и на крај оставаме дел за прашања и за одговори. Модерните потрошувачи пребаруваат на Google, користат Facebook, читаат блогови и посетуваат веб страни и апликации по стотици пати во денот. Употребата на интернетот за нив е важен дел од животот, добиваат многу предности на интернетот, лично за нив, и затоа постојано го користат. Клиентите кои што користат YouTube, го користат за забава, користат социјални медиуми за да се дружат, ги читаат блоговите за да се едуцираат, купуваат онлайн за да заштедат време и пари, и ги користат пребарувачите за да најдат локални или меѓународни информации за производите и за услугите. Денес клиентот е помоќен, понапреден и пообразован и технички поумен од било кога. Причината за оваа промена е пред се во еволуцијата на информатичката технологија, како што се употребата на апликации во мобилните уреди, компјутерите и алатките за комуникација. Сите ние од самото будење сме со нашите мобилни телефони и тој ни е придружник преку целиот ден. Доколку се вратите наназад, ќе видите само колку тоа апликации имате во вашиот телефон, а ако малку подобро размислите, ќе видите дека во текот на денот минимум 50-100 пати комуницирате дали иста апликација или дали некоја си друга апликација, се со цел да имате поголема комуникација. Сето ова направи револуција на маркетинг методите, техниките и алатките за маркетинг и за продажба. Условно кажано, ова промена е позната како промени кои што се случуваат во дигиталниот маркетинг и рекламирањето и продажбата. Но, прашањето е како дигиталниот маркетинг им помага на вашите клиенти, вашите потрошувачи, и зошто тоа е корисно за вашите потрошувачи. Ќе се обидам да пронајдам придобивки
од дигиталниот маркетинг и истите ви ги презентирам на овој вебинар, а после завршувањето на вебинарот ќе го имате и линкот до самата презентација и до самиот блог од денешниот вебинар. Значи, целта ни е да видиме кои се топ 7 предности и придобивки од дигиталниот маркетинг за нашите потрошувачи преку конкретни примери. Се надам дека ќе ви се допадне и мислам дека можеме да почнеме. Кои се придобивките од дигиталниот маркетинг за вашите потрошувачи? Прва придобивка е што потрошувачите лесно можат да го најдат вашиот бизнис. Таа е првата и основна придобивка. Денес потрошувачите многу лесно стигаат до нашиот бизнис. Дигиталниот маркетинг им помага на вашите потрошувачи веднаш да ве пронајдат. Пример, доколку имате хотел и очекувате гостите да доаѓаат кај вас, но вашите потенцијални клиенти, луѓето околу вас, не знаат дека тој ваш хотел постои на дестинацијата на која патуваат. Како тие дознаваат за вашиот хотел? Одговорот е многу јасен. Дознаваат преку пребарување на Google. Гостите го гледаат на мапа, ја посетуваат веб страната за вашиот хотел, гледаат коментари, оценки од претходни гости, кои што биле гости во вашиот хотел, ги наоѓаат на самата ваша веб страна, најдобрите соби, потоа ве контактираат, дали преку Google My Business, дали преку Facebook страната, дали преку мејл, дали се јавуваат на телефон, не е воопшто битно. И тоа го прават од било каде. Додека патуваат, може да се дома, може да се на работа, може да се во движење, може да се негде во парк. Но дали е можно да го најдат вашиот хотел, например, негде насред Пелистер, обкружен со шума, без да користат интернет? Апсолутно не е возможно, затоа што мора да ви има на Google и Google My Business, морате да имате своја веб страница и морате да имате профили на социјални медиуми. Така им помагате на вашите гости да го најдат вашиот хотел, рековме дека е насред планина во Пелистер, и да си одберат соба за да може да престојуваат. Ова е само еден пример како дигиталниот маркетинг директно помага на вашиот хотел и им помага на туристите, на вашите гости да ве посетат. За било какви прашања и за било какви коментари, ве молам, оставете ги на делот за коментари на овој вебинар или контактирајте мене лично на 071 329 111 или на kosturskiet@gmail.com. Втората придобивка за вашите потрошувачи е што веднаш потрошувачите може да го најдат вашиот производ или услуга на пазарот. Широката употреба на интернетот во светот им помогна на луѓето да најдат било каква информација што ја бараат во било кое време. Например, доколку еден потрошувач бара производи за внатрешно дизајнирање или уредување на интериер или екстериер, или пак некои материјали како што се бои, плочи, иверица, бања и така натаму, но не им се допаднал, пројдол многу продавници, не им се допаднал или квалитетот, или цената, или пак самиот продавач, или самата продавница, која опција им стои на располагање кога е расположен за купување. Опцијата е интернет. Ке пребарува на интернет и ако има некој што ги продава предметите во некој си блиско место, тој ќе ја посети, ќе ја контактира и ќе ја посети таа продавница.
Претходно ќе ја провери бојата, карактеристиките на предметите, од кој бренд е, цената, ќе направи споредба и ако вашата продавница постои на пазарот, дури и да не сте во центарот на градот, доколку овие критериуми за вашите потрошувачи ги исполнувате, тој ќе посети вашата продавница. Тоа е таа моќ на интернетот, плюс бизнисот, плюс дигиталниот маркетинг. Тука сакам да напоменам за една од најдобрите платформи, Marketplace, кој што обединува стотици фирми во Македонија со своји производи, на кои што можете за неполни 3 минути да ги поставите вашите производи. Тоа е еден од производите на R3 Infomedia, Market Connect. Третата придобивка е дека потрошувачите лесно може да ги споредуваат цените и квалитетот. Дигиталниот маркетинг им помага на потрошувачите да ги споредат цените и карактеристиките на производите и услугите. Постојат многу веб страни, блогови, апликации за промовирање и рекламирање на бизниси низ светот, постојат и кај нас, така што сега корисниците можат да размислат пред да ја донесат вистинската одлука за купување. Например, Booking, најголемата платформа за резервации, за хотелски резервации, по која што сите хотели со своите соби се наведени со цени и карактеристики, им овозможува на гостите да дознаат кој е најсоодветен хотел за нив и веднаш да си резервираат. Booking им овозможува да ги споредат цените на различни соби, предности, недостатоци, аранжман, дали е тоа само со појадок, дали е само ноќевање, дали е ноќевање со појадок и со вечера, тоест полупансион, дали е all inclusive, дали е полн пансион, доколку сакаат некои си дополнителни активности да имаат, и сето тоа на едно место. Booking им помага на потрошувачите, на идните патници да најдат се. Од цени на различни хотели до достапност на соби и сето тоа ставено на едно место. Милиони хотели. Дигиталниот маркетинг им помага на луѓето да добијат попусти за резервации за хотели и користа за потрошувачите е повеќе кратна. Заштеда на време, добивање на попусти, добивање на информации за хотелот и сето тоа на едно место. Спротивно на ова, што би било? Би било како што се работеше до пред некоја година, да поминуваат со часови преку каталози, да ги споредуваат цените, карактеристиките и оценките на хотелите, да идат од страна доколку имаат веб страна до веб страна, да ги споредуваат повторно цените, карактеристиките, сето тоа да биде поединечно. Така, дигиталните маркетинг апликации, порталите, маркетплейсови, еден од маркетплейсови за соби е Booking. Marketplace за производи во Македонија е Market Connect. На светски рамки најпознатите се Amazon, а најблиските до нас е Alibaba и AliExpress. Сите овие апликации им помагаат на луѓето да доштедат време и пари и ресурси. Четвртиот бенефит за вашите потрошувачи е тоа што постојат многу начини да вашите потрошувачи ги дознаат претходните оценки, претходното искуство од користење на вашиот производ или услуга од потрошувачите. Денесните потрошувачи користат интернет, читаат блогови, гледаат видеа и дознаат многу информации за производите и услугите, како и за продавачите. Денес потрошувачите не сакаат да инвестираат пари на секаде и за ништо. Така, дигиталниот маркетинг им помага да ги донесат интелигентно одлуките при купување. Например, доколку сака некој ваш иден потрошувач, а вие продавате компјутерска опрема, да купи нов лаптоп, а цената е од 30 до 100.000 денари, потребни се од 5 до 10 дена за да се одлучат за купување. Тоа е затоа што потрошувачите пред да инвестираат, пред да потрошат дел од тешко заработените пари, сакаат да го разберат секој аспект на производот или услугата. На овој начин потрошувачите
се сигурни дека по анализата која што ќе ја направат на производот или услугата и кога ќе ја купат, се чувствуваат сигурни дека го купиле најдобриот лаптоп. Ве молам, вашите прашања и коментари оставете ги во делот за коментари или пак испратете ми имейл на Костурскиот Gmail за дополнителни прашања. Петата карактеристика е достапност на каналите за комуникација. Ефективната комуникација е метод број 1 во дигиталниот маркетинг за да се зголеми продажбата и да се промовира бизнисот онлайн. Тоа е можно преку многу нешта благодарение на дигиталниот маркетинг. Ефективната комуникација им помага на потрошувачите да комуницираат во однос на производите и услугите. Тие можат да поставуваат прашања во реално време, можат да поставуваат прашања, а пак вие можете да одговарате во реално време. Ова им овозможува на потрошувачите да се чувствуваат задоволни и да ги задржите на долги стази. Шестиот бенефит за вашите потрошувачи се бидејќи тие се во постојан контакт со промените на вашите производи или услуги. YouTube, Facebook, блогови играат голема улога во онлайн рекламирањето и дигиталниот маркетинг. Ако користите било кој од овие медиуми за дигитален маркетинг, тогаш ќе им помогнете на вашите идни клиенти, на потрошувачите, полесно да се поврзат со вас и да имате повеќе продажби. И седмото, но не последно, се персонализираните дигитални реклами, бидејќи тие се насочени. Тоа е корисно за потрошувачите. Секогаш кога гледаат било каква реклама на Google, на веб страна, на YouTube, на Facebook, вие се поврзувате со нив. Затоа што дигиталниот маркетинг им овозможува на бизнисите да одберат одредена категорија клиенти и врз основа на нивниот возраст, на нивната возраст, на нивниот интерес, локација и според барањата за пребарување, вие можете да им пласирате соодветна реклама. Така, корисниците можат да видат што сакаат да видат и да добијат решенија кои ги бараат. Тоа не е само заштеда на време и пари, туку воедно и јакнење на вашиот бренд. Како заклучок, сакам да кажам дека доколку сте нов во дигиталниот маркетинг, почнете да го работите дигиталниот маркетинг, промоциите, рекламирањето на бизнисот, исто како да сте потрошувач. Така ќе дознаете што е ефективно за вас. Што вас ќе ви донесе корис? За вас, за бизнисот и за луѓето околу вас. Доколку сте мала или средна големина на бизнис, тогаш анализирајте барем една минута колку лесно и стратешки може да го смените вашиот живот и животот на милиони луѓе широм светот. Само со поместување на вашиот бизнис во дигиталниот маркетинг. Дигиталниот маркетинг свет на алатки, методи и канали за промоција. Горан, мислам дека сме во рамките на времето што го кажавме. Ти го остапувам твојот дел за InOne и се слушаме подосна. Ве молам, сите ваши коментари оставете ги во делот за коментари. Горан, повели со твојот дел. Благодарам, Анчо. Сигурно имате сега прашања кои што би сакале веднаш да ги поставите, но во интерес на времето и фокусот на вашето внимание ќе продолжиме со овој дел за InOne, за да низ 10 на 15 минути ви објаснам што е тоа што се содржи во нашиот нов сервис. Сосема на почетокот од ова што јас сега ќе ви го пренесам, сакам кратко да ви дадам информации за мене. Мојот бекграунд во овој дел на диджитал е повеќе од 15 години. И јас сум човек кој што излегол од медиумите традиционални
Јас работев радио 9 години, додека работев радио се појавуваше, се надзираше интернет со некои смешни, за денеска смешни брзини и техники. Тоа се почетоците каде што немавме брз интернет и така натаму, и ги знам корените, а многу повеќе знам како се развиваше свеста и разбирањето кај пред се македонските фирми за овој тип на, па не знам како да го наречам, веројатно е медиум, нели Ванч? Сакам да кажам, интернетот на почетокот во однос на сега е многу сменет, но со право можем да кажем дека денеска свесноста и знаењето на компаниите од важноста на квалитетно онлайн присуство е на многу ниско ниво, односно таму некаде е застанато. Од X причини, не е само вината, можеби, ако да бараме вината, нели, не е вината кај фирмите, најмногу е заради динамиката со која што се развива интернет во целост, појавување на социјални медиуми, многу нови начини на комуникација, технологијата оди напред. Незамисливо беше пред 10 години дека мобилниот телефон ќе биде клучен уред за комуникација и работа. Во денешно време сите ние денеска користиме мобилни уреди многу повеќе од било кој друг уред. И од најдобриот и најквалитетниот лаптоп што сме го имале во животот, сигурно многу повеќе телефонот ни е во рака и со него работиме, отколку се останат. Зошто постои InOne, односно која е првичната причина зошто одлучивме да го имплементираме кај македонските компании? Ние како Airtree Infomedија имаме некаде околу 1000-1100 клиенти просечно годишно. Комуницираме со многу компании од различни индустрии, од различни големини, и имаме некакви сознанија, наши заклучоци кои што ги искористивме. И дефинитивно сме убедени и уверени дека InOne може да направи голема разлика кај многу компании. Голем дел од бизнисите во Македонија немаат доволно пари за инвестиција во дигитален маркетинг, и бидејќи маркетинг буџетите се многу пониски од порано, кога основните медиуми беа телевизија, радио, принт, печатени некои медиуми, флаери, каталози и така натаму. Денеска многу од компаниите речиси да немаат буџет за маркетинг и се принудени сами да прават било што, на било кој начин, само за да може да направат некаква лична своја промоција. Мислам, промоција на бизнисот. Од друга страна, идејата наша на InOne со малку пари, со знаење кое што постојано го добивате на различни начини, ние се трудиме исто така да пренесеме знаење, со време што ќе се инвестира во правилно планирање, правилно соработување со некои агенции, можеби кои што ќе соработуваат со вас, или поединци кои што работат дигитален маркетинг, да дојдете до нешто што значи поставување на добра база и добар предуслов за раст на резултатите од инвестицијата, односно од маркетингот кој што го работите. Јас кажав кој е мојот бекграунд во дигиталниот маркетинг многу малку, но дефинитивно за мене маркетинг веќе е се, без разлика дали е дигитален или традиционален, или е ваков или онаков. Маркетинг е се, и без маркетинг било кој бизнес, од било каков тип, не може да има ниту одржлива продажба и постоење, ниту пак развој. Ниту пак странски пазари, па да не зборуваме за тоа. InOne е всушност израелски продукт, кој што ние го застапуваме за Македонија во моментов. Се работи за cloud софтвер, кој што во себе содржи 4 основни компоненти, кои што се всушност алатки за основен дигитален маркетинг на секоја компанија, без разлика на незината големина и без разлика на незината возраст. Без разлика дали е стартап или е компанија од 5 годишна возраст или 20 годишна возраст, без разлика дали компанијата сега има веб страна, нема веб страна, да работи социјални медиуми како свој начин на промоција и комуникација со своите публики и така натаму и така натаму. Ние во преговорите со Камилија, тоа е нашиот партнер фирма од Израел, дознавме дека таа компанија всушност
ги следи сите трендови на интернационално ниво. Се работи за интернационален, прифатен модел на работа за преку 400.000 фирми од сите континенти, 400.000 компании од различни држави, од различни индустрии, од различни големини го користат InOne. Во Македонија се нарекува InOne, во другите држави поинаку се нарекува, зависи како нели одлучува партнерот кој што го застапува и соработува со Камелија. Се со идеја, значи одлучивме да соработуваме со идеја да и купиме знаење од различни пазари и да тоа го пренесеме на македонскиот пазар. Повторно, за да создадеме предуслови за раст кај компаниите, и овие вебинари што ги правиме имаат таква цел. Да пренесеме знаење, да пренесеме наше искуство, да дадеме некакви совети и насоки, се со цел да квалитетот на дигиталниот маркетинг и сите активности што компаниите ги прават се подигне на малку повисоко ниво, а тоа веднаш може да донесе и за очекување, дека ќе донесе поинакви резултати од инвестицијата во маркетинг за компанијата. Ајде да ги обяснам 4 елементи. Првиот елемент, што е и основа за основни активности во било каков план за дигитален маркетинг е веб страница. За жал во Македонија знаеме дека компаниите се убедени дека ако се на социјални медиуми, еве на пример на Facebook или на Instagram, не им треба веб страница. И тоа е комплетно погрешно. Од друга страна, има голем број на компании што имаат своји веб страници со огромен процент од веб страници кои што се со застарени содржини, веб страници кои што се можеби технички добро направени или веб страници кои што се добро дизајнирани, меѓутоа се технички лоши. И на крајот на денот веб страници кои што имаат некаков сообраќај, има некаква посетеност, а најчесто е мала. И генерален заклучок за компаниите е дека тие веб страници не им носат ништо добро во бизнисот. Нема никаква конверзија, во смисла никој не им се јавува од нивната веб страница, никој не ги контактира и така натаму и така натаму. Има многу тука што да се зборува на таа тема, посебно во овој дел имам големо искуство изминатите 15 години. Но она што ние го возможуваме на секоја компанија, без разлика има веб страница или нема веб страница. Дали веб страницата е добра или не е, ние возможуваме еден комплетен систем кој што подразбира, ако соработуваме, изработка на респонзивна веб страница, тоа значи веб страница што се прикажува читливо со сите уреди, на сите уреди кои што ги користат интернет корисниците. Во Македонија најмногу се користи мобилен и лаптоп и десктоп, таблет многу малку, речиси воопшто. Тоа значи веб страницата што ќе ја имате вие како бизнис треба да комуницира правилно, да биде читлива со оно што ја наоѓа на Google или ја промовирате вие на некои канали за промоција како Facebook и Instagram. Кога ќе дојде посетителот на вашата веб страница треба да комуницира, да биде читливо тоа, да не биде ситно, да не биде растурено. Едноставно да не биде залудно доаѓањето на интернет корисникот на вашата веб страница. При тоа таа веб страница ние што изработуваме е оптимизирана за сите пребарувачи, за да можете да создадете предуслови да бидете на првата, втората страница најдалеку на Google или на Bing, значи ако напишете на Google прочистувачи на воздух, вие да бидете тука. И функционалности на самата веб страница што иницираат комуникација со посетителот на веб страницата, лесно да ви се јави, лесно да ви прати порака, прашање, а при тоа да знаете кој е тој купувач. Значи да ги имате неговите основни информации, име, телефон за контакт и имейл. Втората компонента која што е поврзана со ова што сега го објаснувам е присуството на социјалните медиуми. Дефинитивно, вашиот бизнис мора да биде таму. Оно што ние го возможуваме е лесно споделување на вашите промо постови или комуникации преку социјалните медиуми од едно место. Затоа и нашиот бренд се нарекува InOne. Работам се од основи на дигитален маркетинг, основни алатки од едно место, во едно, InOne. Од InOne можете да постирате
на Facebook, на социјалните медиуми Facebook, LinkedIn, Twitter и на Google My Business. Тоа се 4 платформи кои што можете да ги на кои што можете да ги споделите своите постови од едно место, без да се најавувате на сите оделно. Исто така можете да ги закажувате вашите промо постови во нареден период. Например, правите промоција која што ќе трае 3 месеци, ги правите креативите, не знам, фотографија, некои копи, текстови, значи правите цела кампања за, не знам, неколку дена и сето она што вие во планот да го испостирате, да го објавите на социјалните профили, да го направите од едно место, да го закажете и инван си ги објавува тие постови, вие си обркате својата работа. Бидејќи на крајот на денот собственикот на бизнисот, особено доколку се работи за мали фирми, 1, 2, 3 вработени, па и 5, а во Македонија најмногу сме од таков тип, немаат време за да размислуваат дека во 9:30 во вторник мора да има објава на Facebook. Најчесто се брка продажба и се бркаат клиентите, се работи бизнисот. А многу малку од фирмите па имаат буџети за да инвестираат, за да може да бидат присутни. А ако не се пак присутни на социјалните медиуми, тогаш и не се конкурентни на големите играчи. А тоа пак повлекува, нели, не ве знаат купувачите, вашите производи и услуги не се добро промовирани и полека се случува да имате помал пазарен удел, имате помална продажба и сценарио кое што ниеден бизнес не си го посакува, да паѓа продажбата, да се случуваат проблеми, кризи и така натаму и така натаму. Третата работа која што ја возможуваме преку InOne и основна е имейл маркетинг. Во светски тренд е имейл маркетинг како активност на било кој бизнес, без разлика од големината и индустријата. Преку InOne работите имейл маркетинг на паметен начин. Значи не зборуваме за чичко пушти флаери, односно сакам да ми се пушти флаеров на сите мейл адреси во Македонија. Не. Зборуваме за комуникација со вашите купувачи, зборуваме за сегментација, организација, групирање на вашите купувачи по различни сегменти, со цел вашите кампањи да дојдат до оние кои што вие сакате да дојдат. Во смисла, ако имате, не знам, салон за убавина, кој што дава услуги и за мажи и за жени, например, само хипотетички го кажувам сега ова, ако сакате да испратите промоција само за жени, тогаш треба да пратите промоција на имейл на вашите клиенти жени. Нема зошто јас како машка да дознавам за некаква услуга наменета за жени, нели? Најчесто тоа не се работи во Македонија, а од друга страна не се работи ниту комуникација со постоечки клиенти. Голем дел од бизнисите реално тоа не го прават. А тоа значи еднократна продажба. Нема повторлива продажба, нема зголемување на продажба кај постоечки клиенти, што дефинитивно е недобра навика. Од друга страна, имейл маркетинг со новите потенцијални клиенти. Значи, ако ви дојде клиент на вашата веб страница и праша за нешто и ги добие вашиот бизнис неговите основни контакт податоци, меѓу кои и неговата имейл адреса, во таков случај вие можете да направите акции кои што ќе прават комуникација со вашите нови потенцијални клиенти. А при тоа, преку четвртата работа на InOne, преку CRM-от, односно евиденцијата на клиентите во самиот софтвер, да имате трага за тоа. Точно да знаете со кој клиент, кога сте искомуницирале, сте му пратиле имейл, ја отворил пораката, ве прашал преку веб страната, ви закажал некаков состанок, преглед, не знам, третман во вашиот бизнис, ако еве да речеме автосервис, сменил тогаш и тогаш масло, па вие имате информација за тоа и така комуницирате со вашите клиенти. Значи, CRM е комплексна алатка во различни бизниси, но она што ние го нудиме е базичен, основен, почетен начин на користење на CRM, бидејќи во Македонија знаеме дека
мал дел од бизнисите, многу мал дел од бизнисите користат вакви алатки. Се ни е во главата, се ни е во тефтерот и се ни е во телефонот. Ако го изгубиме тефтерот, го губиме бизнисот. Ако престанеме да се сеќаваме на што сме правиле со купувач пред 4 години, најверојатно ќе го заборавиме купувачот. А може би токму тој му треба нашата услуга или нашиот производ сега повторно, па и тој не заборавил нас и си бара нов бизнис каде што ќе си го купи тоа што му е сега потребно. Ме разбирате, во таа смисла, ова четврта компонента која што сметаме дека е клучна за квалитетен дигитален маркетинг е интегрирана во секој пакет на услуги што ги имаме ние со InOne. Сите овие 4 елементи се основни. Има и други кои што се дел од сите овие решенија во однос на веб страница, имейл маркетинг, CRM, календари, закажување и така натаму. Имаме и мобилна апликација која што помага додека сте во движење да си го имате цел свој бизнис во себе, за да можете да се организирате подобро, да заштедите време, да работите поефикасно. И сите овие алатки кои што се дел од нашите сервиси, од нашата платформа InOne, можете на интернет да ги најдете во различни верзии, во различни енджини. Сите тие може да се пронајдат и направат на различен начин, но се прават на различен начин. И доколку некој ви направи веб страна во нешто, а тоа нешто вие не знаете како да го работите, имате две опции. Едната е да платите човек што го знае да го работи, втората е вие да научите за да го работите тоа, за да не плаќате човек. И едното и другото е комплицирано. Комплицирано бидејќи вашиот бизнис не е вие да ја работите вашата веб страна, не е тоа ваша работа. Од друга страна, ако немате буџет кој што требате месечно да го одвојувате за човек што ќе го работи тоа, исто така е комплицирано. А е најмалку продуктивно и корисно за бизнисот да направите нешто што не е окей. И тоа може да го правите како што гледате тука на сликава со секакви различни работи. Не знам, да користите за email маркетинг MailChimp, да користите за CRM Zoho, да научите Google Analytics, па да анализирате сообраќај и така натаму. Дојдете на Facebook па да учите како се прават таму постови, па дојдете на LinkedIn па да идете на вебинари таму па да учите како таму се работи и така натаму. Или можете да направите одлука да си закупите InOne пакет годишен и да си ја бркате својата работа. Значи да си правите се интегрирано од едно место, без при тоа да се грижите дали тоа функционира, дали нешто некој од овие другиве сервиси сменил, па сега треба да се преправа, па треба да знаеме како или да платиме некој да го направи. Во суштина оваа фотографија со колава го кажува се она што е InOne. Кога купуваме нели автомобил, имаме цел да влеземе во него и да одиме од една точка до втора точка, од точка А до точка Б. Најчесто го купуваме автомобилот за тоа. Да, го купуваме можеби заради престиж, ама тука се веќе нијансите во модели, во боја, во изглед, во бренд, во мирис на кожата во возилото, во сензори кои што се дел од стандардна или ексклузивна, комплетна опрема на возилото и така натаму, но суштината е следна. Вие најмалку се грижите што, од каде, кој дел е во тоа возило. Дали брисачот е од фирма од, не знам, од Кина или е од не знам каде. Вашата функција дали ја исполнете прашањето. Дали вие со вашиот дигитален маркетинг и вашите алатки, веб страница и она што сега го зборував јас, имате резултат или немате резултат. Ако имате резултат, вие сте ја погодиле инвестицијата. Ако немате резултат, тогаш имате погрешна одлука. Со InOne сакаме да ве ослободиме од техника. Значи, со нашиот комплетен софтвер кој помага на бизнисите за подобра онлайн промоција и продажба, вие не се грижите за софтверот. Софтверот е работа на нашиот партнер од Израел. Тие се грижат и за хостинзи, и за сервери, и за функционалност, и за надградба на софтверот што доаѓа гратис за секој корисник, со сите прилагодувања и новитети за и SEO, и за техники во изглед на сајтови, и за подобрувања кои што мора да ги правиме на сите наши веб страници за да бидат средени и да бидат секогаш лесно
прифатливи и прочитани и од корисници и од сите различни преварувачи. Како функционира секој бизнис, го знаеме тоа. Ова е една симулација која што низ една минута ќе ја поминам, без да се задржувам во детали, која што генерално е приказна, која што важи за секој бизнис. Секој бизнис нешто нуди и секој купувач нешто бара. Нели? Купувачите бараат најчесто на интернет. Тоа веќе го знаеме, сме убедени. Ние и со наши истражувања се убедуваме секојдневно дека се повеќе луѓе пребаруваат прво и основно на интернет. И кога пребаруваат веќе на интернет, на Google, вие треба да бидете таму и да се појават вашите информации од вашиот бизнис. Еве да речеме дека оваа купувачка наоѓа, купувач, девојка, си наоѓа свое решение за својот проблем, еве за стоматолог и потребен е, еве да измислиме, не знам, и треба пломбирање, да речеме, доаѓа до сајтот на овој доктор, ние го нарекуваме во нашиот пример Живко, таа лесно комуницира со неговата веб страница и се случува овој пат. Значи, таа има потреба за нешто, преку реклама или преку пребарување доаѓа до овој доктор Живко. Докторот Живко со својата стоматолошка ординација нуди одредена палета на услуги. Едена од услугите е потребата на Ана. Ана прашува колку чини пломбирање на еден зап, например. Живко веднаш одговара и додека работи со својот пациент на стол, значи нема потреба да станува и да прекинува да го прекинува она што го работи. И таа комуникација многу често се случува веќе без да се јави купувачот кај фирмата. Значи нешто ќе пише, фирмата враќа, се случува спојување на барање и понуда, односно цената и одговара на Ана. Ана веднаш оди на сајтот на доктор Живко, се закажува термин кој што ја одговара да отиде за интервенцијата што ја треба. Таа веднаш влегува во евиденцијата автоматски, Живко ништо не прави за тоа. Но автоматски влегува Ана во евиденцијата од CRM-от на доктор Живко. Доктор Живко знае дека Ана доаѓа во петок во 12. Инвања подсетува Ана дека треба да дојде во петок во 12, еден ден порано или еден час порано, а доктор Живко во неговиот календар на пациенти веќе знае дека во петок во 12 доаѓа Ана доаѓа, се завршува целата работа што е потребна на Ана е среќна, остава оценка за услугата на доктор Живко на неговата веб страница или на неговиот Google My Business, тоа Живко го користи, си прави промоција дека еве имам нов клиент, тој нов клиент е задоволен и ми го рече тоа и тоа во својата оценка за сервисот што јас го купив. И такви приказни се дефинитивно исти и идентични за различни бизнеси, без разлика дали се работи за автосервис или се работи за стоматолошка ординација или фризерски салон или за продавница кај што се продава мобилни уреди или за не знам каков бизнес. Размислете за вашиот, најчесто ова е патеката. Примери од наши клиенти имаме многу. Некои од клиентите се на нашата веб страница во делот на нашето портфолио. Можете да кликнете и да разгледате. Но ајде да направам една кратка ретроспектива за да го комплетирам овој мој дел од денешниот вебинар. Оно што ви овозможуваме ние како Inone за вашиот бизнис, за базата на вашиот дигитален маркетинг е во срцето, основата е тој CRM, како што гледате. Се со цел, овие алатки што ги запомнував, веб страница, имейл маркетинг, работа на социјални мрежи, промоција преку социјални мрежи, онлайн понуди, резервации, букинг систем и така натаму, да ви овозможат поуспешно онлайн представување, полесна конверзија од обичен посетител во клиент и поголема продажба и продуктивност. Со фокус да ги задржите постојните клиенти, да добивате нови и да потекнувате повеќе купување кај вас од веќе постоечката база на ваши клиенти. Сето тоа ние го прилагодивме за македонскиот пазар. Во странските пазари, бидејќи ги знаеме од нашите партнери организации сервисите колку чинат и така натаму, за нашиот пазар ние ги прилагодивме и сметаме дека се многу ефтини. И така сме сега за сега позиционирани, бидејќи сакаме да помогнеме на што е можно поголем број на компании, да почнат да работат многу поквалитетно од оно што го прават сега,
а при тоа да си овозможат многу повеќе време за бизнисот што си го работат. Значи, дигиталниот маркетинг да биде само една надградба со овие основни елементи на работење, за да може да се постигнат сите овие цели. Инван е достапен од било каде, само ви е потребен юзернем и пасворд и линк за присуство, линк за најава и толку е. Вашата мобилна апликација за Android телефон ја добивате бесплатно со секој пакет за годишна соработка. Ги имаме такви 3 и тие 3 пакети се разликуваат по содржината, но сите во основа опфаќаат веб страница, која што ние ја дизајнираме, ја работиме со вас најмногу за еден месец и ја објавуваме на вашиот домен. Значи, не плаќате хостинг, си закупувате само свој домен, ние ви изработуваме веб страница, ја подобруваме постоечката или само го додавате инван на вашата сегашна веб страница, доколку таа страница е квалитетно сработена и ви ја врши својата функција. Работите и од мобилен телефон, работите и од десктоп, од било каде. Не ви се потребни никакви сервери, никаква инфраструктура во вашата фирма, не ви интересира дали има напад, нема напад. Тоа се од техника, не е ваша грижа во соработката со нас. Ваша грижа е многу повеќе што да направите со купувачите, како да го промовирате вашиот бизнис на квалитетен начин, а при тоа да ги задржите постојните корисници, да потикнете нова продажба кај нив и од оние посетители, јас велам шетачи во продавницата, да направите нови купувачи. За нашата соработка стоиме цел наш тим, ние броиме за овие наши сервиси некаде тим од 20 колеги, 20 мина сме. Сме со седиште во Скопје, знаете дека постоиме веќе 15 години и сме подготвени да дадеме максимум во нашата соработка, уште од самиот почеток, за да постигнете резултати. За тоа се потребни две страни. Ние сме подготвени, а верувам и вие ќе одлучите да соработуваме, за да можеме сето тоа да го спакуваме во еден добар продукт, кој што ќе направи разлика во вашиот дигитален маркетинг, а автоматски поголема продажба и повеќе време за бизнис. Сигурно имате прашања на оваа тема. Прашањата, рековме, нели треба да ги запишете во коментар. Задолжително ќе ве замолиме само ако може оставете и ваша имейл адреса и фирма, за да знаеме да искомуницираме со фирмата и да запознаеме фирмата малку што правите на интернет и така натаму. А пред се, за да можете да ги остварите и подароците да ги искористите подароците кои што ги добивате бидејќи сте на денешниот вебинар и го гледате сето ова што ние го подготвивме денеска за вас. Еве јас Ванче ќе кажам само што е подарокот од Инван, па потоа ќе запрам комплетно со зборување и ќе продолжиш. Сите вие што сте на денешниот вебинар тука, што оставивте во вашиот коментар, во коментарот на ова видео, што оставивте ваши податоци, односно што запишавте име на фирма, имейл, па ако може и телефонот оставете го, ако не е проблем. Сите вие имате можност да добиете од Inone бесплатно изработка на веб страница која што ќе биде активна еден месец. Потоа, втора работа, бесплатно користење на Inone еден месец, за да видите што е тоа што ние ви го зборуваме денес, како функционира. Се останато што следи како подарок, оставам да ви го каже Ванчо од OnWeb. Она што јас ви препорачал, привилегија имате да гледате и видео снимка од овој вебинар. Ќе ви ја пратиме на меловите што ќе ни ги оставите во коментари, тоа ќе можете да го направите до петок. А до петок се слушаме ние од Inone со сите вас, за да ни дадете повратна информација, дали ги сакате вашите подароци кои што да ги дававме денес и подароците од OnWeb и кои, за да се организираме и да ги овозможиме. Значи сите вие што ќе одлучите да го користите Inone пробно еден месец, следниот четврток
И следниот вторник планираме да одржиме некакви обуки, за што дополнително ќе ви информираме дали ќе се одржат и како тоа ќе се одржи. Но идејата ни е еден месец да комуницираме малку поактивно, да запознаеме што е вашиот бизнес и како можеме да ви помогнеме, да ви направиме веб страница, да ви покажеме и да ви научиме како се користи InOne, пробајте го, искористете го и потоа ќе ни кажете да, ова е супер, сакаме да соработуваме на годишно ниво, пакетот за соработка кој што нас ни одговара и ни е потребен е тој и соработуваме една година. Во текот на една година тука сме и за да ве советуваме да ги посетувате нашите вебинари за дигитален маркетинг, да ве подучуваме на некои различни техники што ќе ви бидат од корист. Ето од мене толку. Ајде Иванчо да си го каже својот дел па да се поздравиме. Ние за овој денешен вебинар исто така имаме изненадување од OLON-Web Академијата за втората генерација која што започнува на 1 септември. Даваме 20% попуст на сите оние кои што ќе уплатат до крајот на неделата и уште 2 поклони, а тоа е бесплатна евалуација за сите кои што оставија мејл и контакт од фирмата која што ја представуваат, во која што бесплатна евалуација ќе добиете каде сте и што е следно што треба да го направите во врска со вашиот дигитален маркетинг и продажба и еден месец водење на вашите социјални медиуми. Мислам дека се поклони и изненадувања кои што се вредни да ги искористите. Горан? Океј, фала за присуството и од нас. Поздрав од тимот на R3 Infomedia. Ви благодариме за вниманието и се слушаме следниве денови. Доколку имате било какви прашања, слободно контактирате ме на мојот мејл на gorand@zk.mk или на мојот мобилен телефон 078246801. Без разлика на годишни одмори и каде сме, секогаш можеме да бидеме во комуникација, нели? Ние сме на интернет 24/7. Имајте убаво лето, секое добро и се слушаме следна прилика. Поздрав!